Поразителни резултати за работата на местните и урбаните заедници. Над 90% од граѓаните во урбаните средини не знаат кој им е председател на урбаната заедница, возраста на членовите над 60 години, а најчесто представниците на овие заедници се партиска продолжена рака на градоначалникот. Ова се резултатите од теренските истражувања кои изминатиот период ги спроведуваше Форум Центарот за истражувања во рамките на проектот за зајакнување на капацитетите на урбаните и местните заедници. Со измена на законот на локална самоуправа, местните и урбаните заедници немат правна легитимација. Тие не се правни лица. Порано имаа печат, имаа некој правен статус, имаа своја жиросметка. Они денеска немат правна легитимација, немат жиросметки, така да на некој начин се правно невидливи. Голем проблем се јавува и при донациите за местните или урбаните заедници. Без оглед дали се домашни, странски или имате луѓе од странство кои би сакали да инвестират, да речеме во сопствената средина да се подобри инфраструктура, меѓутоа они немат можност како тие средства да ги уплатат. Оваа невидливост им создава главоболки на представниците од урбаните и местните заедници, кои деновиве на обука во Берово имаа можност јавно да ги посочат проблемите со кои се соочуваат. Се случува како и сите местни заедници, со недостаток на финансиски средства, самата не може да функционира таква. Значи, и сите граѓани ја избегнуваат функцијата во неа. Значи, не сакаат да учествуваат, не сакаат да дадат допринос. Ние сме боксерска вреќа меѓу градоначалникот и граѓаните. Значи, граѓаните си тражат од нас, ние тражиме од градоначалникот се оправдува со нас. Местните заедници се основна клетка во една локална самоуправа, предупредуваат експертите. Оно што е потребно е да местните урбаните заедници бидат избрани легитимно, раководството нивни, да тие на правилен и на регулиран начин ги сублимираат потребите од граѓаните и на правилен начин ги представуваат кон општините и да ги застапуваат тие интереси до остварувањето на тие потреби. Истражувањата на Форум покажале и други катастрофални резултати. Од местните заедници во руралните средини и во 21. век се бара решавање на основните инфраструктурни потреби: вода за пиење, канализација и патишта.